Гости со маски, рецепционери и келнери со визири, соби без украсни перници, ленти и прекривки. По спратовите и холовите празно, нема играчки, ниту списанија или печатен инфоматеријал. На подовите патокази за ограничување на приодот. Вака некако, ки изгледа сликата во домашните хотели кои денеска ги отвараат вратите согласно корона протоколот. На хотелиерите им се наложува да обезбедат дезинфекцијска бариера за обувки пред влезна врата и пулт за дезинфекција на раце. Обврзно и редовно проветрување. Се препорачува и во холот при влезот да биде истакната welcome табла со разбирлив текст за чекорите и препораките кои треба да се почитуваат за време на престојот. Гостите треба да пристапуваат до рецепцијата поединечно или во број, што во зависност од големината и распоредот на просторијата може да се нудат единечни или двојни соби со прилагодувања, а во објектите со повеќе кревети дозволено е сместување гости само од едно домаќинство. Строго утврдените протоколи за работа најдена бура од реакција од хотелиерите. Велат дека процедурите се толку обемни и бараат време за спроведување. Кој кога видоа како ќе треба да работат, праша дали отвараат хотел или болница. Меѓу другото, предупредуваат и за огромните загуби. Во однос на 2020 година, споредбено со 2019 или со проекцијата која што имаше, се дека ќе имаме пад во туристичкиот промет помеѓу 250 милиони евра до 400 милиони евра. Протоколот во делот на ресторанските процедури пак не дозволува служење храна на шведска маса. Келнерот треба да одлучи колкаво е пристојното растојание, што може да го одржи, а да успее да ја послужи храната. Од 2 метра оддалеченост не може да се сервира оброк. Се забранува и користењето заеднички отворени садови при сервирање. Нужни се и засилени внатрешни контроли на вработените од страна на одговорно лице. Покрај хотелите, Комисијата за заразни болести даде амин за отварање и на казината. Извори за Алфа од комисијата велат дека овие субјекти во земјава имаат одлични протоколи, сметајќи дека е вистинско време да се отворат, пред се заради враќање на вработените на своите работни места.